Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие следите емисијата Шах со Љубиша Андоновски, а ние денес ќе погледаме две многу возбудливи, интересни и значајни од спортски аспект шаховски партии, играни на Гранд при турнирот организиран од ФИДЕ. Првата партија помеѓу супервелемајсторите, американскиот велемајстор Хикару Накамура и рускиот велемајстор Александар Гришчук, играни во првата фаза од А групата на Гранд При турнирот, каде што само победникот одеше натаму и токму оваа принципиелна партија значи ќе го трасира патот на американскиот велемајстор Накамура во следната фаза, а тој понатаму со победата во полуфиналето против унгарскиот велемајстор Рапорт ќе стигне и до самото финале, каде што ќе се сретне со арменскиот велемајстор Левон Аронијан. Значи, во оваа партија помеѓу Накамура и Александар Гришчук беше играна кралска индиска одбрана. Накамура со белите фигури се отвори со потегот D4, следеше коњ F6, C4, G6, коњ C3, ловец G7. Не беше тешко да се предпостави дека Александар Гришчук ќе се брани со кралска индиска одбрана во ситуација кога заостануваше зад лидерот на турнирот во тој момент и само победа практично му овозможуваше да го превземе водството на табелата и да се бори за првото место во групата. И очигледно беше дека Накамура беше одлично подготвен за тоа отварање, значи по ловец G7, E4, D6, ловец E2, мала рокада, ловец E3. Една современа варијанта која што е многу прилега на варијантата на Авербах, кој патем речено еден ден пред играњето на оваа партија наполни 100 години и е највозрастниот жив велемајстор во светот. Тој пред 60 на години, негде 1952 година, на ова место токму го имаше својот систем со ловец E2 и ловец G5. Што ловец G5 малку попровокативен потек од ловец E3. Нели сега на H6 ловецот може да оди на F4 на E3, но таа варијанта која што и до ден денес не загуби многу од својата популарност, се смета за многу солидна варијанта, значи ја измисли токму рускиот велемајстор Авербах пред 60 на години. Значи оваа партија ловец E3, а Гришчук E5, D5, коња 6. Тоа е еден од двата најпопуларни потези на ова место, покрај потегот А5. Токму нашиот мајстор Емил Ристевски, кога победи на турнирот во Белград пред 2 години, кога стана мајстор, се бореше токму против оваа варијанта со некој млад руски шахист и мислам дека токму така играше и тој на ова место коња 6. И сега H4. Во минатото главно играта на белиот беше врзана со планот со G4, како што, например, пред 2 години играше Левон Аронијан со Фирузео. G4 и направи предност, но сега H4 е потегот кој што е посовремен и кој што се разбира има своји идеи. Сега, коњ C5, се разбира дека црниот може да игра и H5 и Гришчук има играно H5 на ова место, но по долго размислување, по одредено размислување се решава да ја смени малку варијантата, инаку тој се има веќе борено со оваа варијанта, има тука одговорено H5 токму против Аронијан и по дама D2, коњ C5, F3, ловец D7, ловец D1, A5, B3 и сега дама B8, коњ G2, B5. CB5, ловец B5, коњ B5, дама B5 и тука црниот се чини има доволна контраигра. Тоа така била играна една партија помеѓу Аронијан и Гришчук 2020 година. Но со оглед на тоа дека американскиот велемајстор практично играше како брзопотезна партија, го играше брзо отварањето, несомнено е дека тој се подготвува за потегот H5, Гришчук решава да ја смени варијантата, игра коњ C5, се разбира, тоа е поврзано со коња 6 и
Сосема логично, напаѓа на E4, дама C2 и сега C6. Отвара пат за дамата од D8. Црниот треба да направи контраигра на дамското крило. H5, C зема на D5, C зема на D5, дама A5. Притисок на E4 и сега H6. Гледате. Го напаѓа ловецот. Ловецот доаѓа на H8. Тој би сакал се разбере да го исклучи за цела партија. Значи зафати тука простор со тој пешак на H6. Сега со F3 си го брани пешакот на E4. Како црниот да продолжи? Тој игра логичен потек ловец D7. Коњ H5 исто така беше можно, со идеја коњ F4, но на коњ H5 тогаш црниот ќе мора да смета на таа позицијална жртва на квалитет, која што ќе почне со потекот топ H5. И по GH5, например, дама D2. Ловец D7 е солиден избор и добар избор. Топ B1, со идеја B4, коњ A4. Се чини дека Гришчук токму навреме стигне за својата контраигра на дамското крило. Дама D2. Но додека рускиот велемајстор го гори своето време, американскиот велемајстор до тука игра во темпо блиц. Тоа кажува колку добро бил подготвен за оваа партија и колку точно предвидел дека оваа позиција може да настане на таблата. По дама D2, коњ зема на C3, Б зема на C3, дама C7. И G4. Тоа е тој нов потек, кој што исто така брзо го игра американскиот велемајстор. Инаку на оваа тема игра на една велемајсторска партија, каде што белиот логично одиграл C4, на што партијата следела B6 и по G4 ловец C8. Гледате, прави место за коњот. Коњ H3, коњ D7, коњ F2, коњ C5 и коњ D3. Ловец F6, коњ C5, BC5 и така натаму, каде што црниот ја држи позицијата. Но Накамура веднаш тргнува со G4, а Гришчук повторно игра одличен потек, ловец C8, одличен одбранбен потек, тој го ослободува полето D7 за својот коњ. Затоа што, например, коњ E8 не би било добро и по коњ H3 F5, затоа што црниот би отворил позицијата околу кралот на своја штета. Тој треба да игра токму вака, гледате, полето од C5 е добра упоришна точка за црниот коњ и тој се стреми токму таму. По ловец C8, коњ H3, коњ D7, коњ F2. И сега ловец F6, време е црниот да го извади својот ловец на слобода. Се разбира дека тука можеше и коњ C5, но ловец F6 е многу добар потек, се евар од црниот, а белиот направи мала рокада, ги поврза своите топови и сега ловец E7. Сега тука беше прашањето големо, дали ловец E7, коњ C5 беше исто така опција и по коњ D3 да поиде со коњот на активното поле A4 за по C4 и B6 тука да ја држи таа блокада. И се чини дека црниот има добра контраигра тука. Изборот на Александар Гришчук беше ловец E7, крал H2, коњ C5, коњ D3. Добрата противничка фигура, тоа е коњот на C5, треба да се замени и Хикару Накамура правилно прави, што игра коњ D3, а црниот B6. Коњ зема на C5, Б зема на C5 и сега F4. Одличен потек, белиот го отвора вториот фронт, затоа што една линија не е доволна да се добие партија, тамо на Б линијата практично двете страни полагаат под еднакви права и затоа белиот сега отвара на кралското крило. Црниот мора да земе во спротивно F5, ќе биде задушен. Значи Е зема на F4, ловец зема на F4, ловец D7, црниот ги поврзува своите топови, C4, топ од А на B8. Да.
Доволно интересно, сега кога малку му е кралот слаб на црниот, може би тој не требаше да менува топови, туку да одигра ловец F6, нели полето E5 е супер важно, и по дама E3, топот А на E8. На овој начин да се бори за полето E5 и со сите фигури црниот би можел да се одбрани добро и оваа позиција би можела да се смета дека е речиси еднаква или со минимална предност на белиот, но не така страшно. А по топот А на B8 ќе видиме дека Гришчук нема да може да направи контраигра. Сега дама C3, одличен потек, се бори за долгата диагонала, која што во крајна линија ќе ја реши партијата. И сега веќе црниот е пасивен, не стигна да го активира својот црнополен ловец. F6, топ B3. Топ B6, борба за B линијата и сега G5, гледате. Белиот порано или подоцна ќе ја отвори долгата диагонала, топ F7, ловец на C1, ловецот оди на B2, дама D8, ловец B2, дама F8, сега крал G2. Сега за црниот е многу тешко да најде потек, соодветен, а при тоа да не ја расипе својата позиција. Значи тој ја има оптималната одбранбена позиција, но мора нешто да игра. Ловец D8, дама F3. Сега ако земе на G5 сега или претходно, секојаш дамата се враќа на C3 и црниот губи заради слабоста на долгата диагонала. Ловец C8, дама E3. И црниот зема на B3 во овој миг. Доколку поидеше дама E7, односно игра во место, би следело топ зема на B6 и по AB6 повторно дама C3 и на ловец D8, например, топ F4. Голема доминација, црната позиција се уште се држи некако, но белиот постепено, веројатно дека ќе пробие. Веројатно ловецот ќе отиде на A4, од каде што ќе пази некои важни полиња D7 и E8. И во некој момент ќе земе на F6 и ќе пробие со потегот E5. Но јасно е дека оваа позиција е исклучително тешка за бранење и особено со малку време, каде што црниот практично мора само да чека и да страда, и тие се позиции кои што ниеден велемајстор не ги сака да ги игра како слабата страна. Значи по дама E3 црниот зеде на B3, топ зема на B3, А зема на B3 и FG5. Сега од тука доаѓаме до последната фаза од оваа партија, која што Накамура ќе одигра во сјајно, во одличен стил, дама на C3, топ зема на F1 и сега дама H8 шах, меѓупотек, крал F7, дама зема на H7 шах, крал E8 и сега дама на зема на G6, повторно со шах. Стапицата беше, се разбира, ако ловец F1, тогаш ловец H3. Но силните шахисти не играат површно, тие играат обично најточно и прецизно. Дама G6 шах, крал E7. Сега доколку топот се вратеше да го покрие шахот од полето F7, тогаш белиот победува или со потегот H7 или со потегот ловец H5. Во партијата крал E7, дама G5 шах. Сега ако крал D7, тогаш ловец G4, на крал C7, само да покажам тоа, на крал D7, шах, крал C7, дама G7 шах, крал B8, дама F8, топ F8, ловец зема на C8, крал зема на C8 и на крај H7. Гледате, тој пешак H ќе го чини црниот топ и таа завршница е загубена затоа што белиот има пешак повеќе и сите му се на црно, нели белиот ќе пробие со потегот T5, ќе има врзан слободен и при двете слабости на C5 и на A7 тоа било лесно добиена завршница. По дама G5 Гришчук игра топ F6, на што следи H7. Гледате црниот како е врзан
a тој пешак триумфално оди, крал d7 и последниот потег во оваа прекрасна партија и прекрасна победа на Хикару Накамура е потегот дама g8. Втората партија што ќе ја погледнеме во денешната емисија Шах со Љубиша Андоновски, почитувани слушатели на ЕСИ радио, е партијата помеѓу арменскиот велемајстор Левон Ароњан и американскиот велемајстор со кубанско потекло Лениер Домингес, играна во полуфиналето од шаховскиот Гран При, организиран од ФИДЕ. Првата партија од тој мини меч од две партии, каде Левон Ароњан со бели фигури се отвори со потегот d4, а Лениер се бранеше со својата, би рекол, одбрана основна во последно време, тоа е примен дамин гамбит, по d4, d5, c4, d зема на c4 и на e4, овој остар потег b5. Левон Ароњан имаше доволно време убаво да се подготви, тоа го стори во оваа важна партија против оваа малку чудна варијанта во примен дамин гамбит, многу остра. Додека Лениер играше за влез во полуфиналето со својот многу силен противник Весли Со, Левон Ароњан имаше време да се подготви за оваа партија и тој тоа го стори, сметаше дека во оваа варијанта, практично би рекол повеќе компјутерска, има добри шанси. По b5, a4, белиот веднаш се бори против пешачката низа на црниот на даминото крило, на дамското крило, a4, c6, замена на b5, a зема на b5, c зема на b5, сега конј c3, развива фигура и напаѓа, и дама b6. Сега многу чудна варијанта. Конј d5, конјот по втор пат игра, но напаѓа дама, значи не губи време, и по дама b7 ловец f4. Ако се задржиме на оваа позиција малку после осмиот потег, можеме да кажеме дека не само првиот светски шампион Вилхелм Штајниц, да речеме, би паднал од несвест кога би ја погледнал оваа позиција, особено на вака високо ниво, сигурно би сметал дека некои тешки почетници играат некоја кафеанска партија шах. Но истото би можело да се каже и за шахистите кои што ја учеле шаховската игра или биле воспитувани на традиционалните шаховски принципи и пред 30 на 40 на години. Но гледате, денес компјутерскиот шах, значи може да доведе до некои вакви чудни позиции во средишница и компјутерот да каже дека се ова е повеќе или помалку во ред за црниот. По ловец f4 се разбира потегот e5 е клучен потег. Го отвара својот ловец, дава пешак, но гледате, тоа поле b4 е опасно, за белиот мора да пази, а дамата од b7 преку коњот на d5 го нишани пешакот на e4. Значи ловец зема на e5, конј d7, едно мало темпо. Го напаѓа важниот ловец на e5. Конј c7 се разбира дека не е добро заради крал d8 и сега црниот се заканува и дама e4 шах и ловец b4 шах, значи ловецот се повлекува назад и коњот ке на f6. Се разбира дека целата концепција на црниот се заснива на таа жртва на тој квалитет, но затоа црниот добива некои своји погодности и предности. Конј c7 шах, крал d8, конј зема на a8 и сега прва дама e4 шах. Се разбира дека целата концепција се базира и на овој шах со цел да се расипе хармонијата во белата позиција. Конј e2, си го брани ловецот, се покрива од шахот. Сега дама a8 и f3. Гледате, нема доволно добра координација. Може би и двете страни, има особено белиот, каде тој ќе ракира, тој ќе се обиде да направи така наречена вештачка рокада. f3. Конј d5. Ловец g5 шах. Сега тоа е тој новиот потег на Ароњан, кој што ќе му одземе доволно долго време на својот противник. Половина час ќе заработи
Aronijan со овој потек, со овој шах, затоа што црниот има избор да се покрие со конј, со ловец и да одигра F6. Изборот на Домингес беше F6, иако заслужуваат внимание и другите два потези. Например, ловец E7 се разбира дека е многу логично, развива неразвиена фигура. Ловец E7 и сега крал E7, конј C3, топ E8 и по крал F2, крал F8. Конј B5, се разбира дека кога се среќате прв пат со оваа можност, многу е тешко на табла да се видат сите овие можности. Може би до некаде Лениер е разгледал оваа варијанта, но или пред време ја отфрли или не го видел клучниот потек, кој што ќе дојде малку покасно, а тоа е по дама C6, го напаѓа коњот и сега, да речеме, по конј C3, овој клучен потек конј C5, кој што е исклучително тешко се разбира да се види оддалек, уопшто да се види таа идеја. Значи, по долги размислување на тој шах се покрива со F6, ловец D2, ловец D6, конј G3. Дама B8. Дамата нема што да прави веќе на A8. Сега притисокот е по таа диагонала B8, H2, напаѓа на G3, крал F2 и топ E8. Повеќе или помалку се чини дека се е во ред со црната позиција. Значи, многу нестандардна позиција. Два пешак за квалитет, не рокиран крал на црниот, но на обете страни би рекол, но има доста фигури во центарот, тие го штитат црниот крал. Црниот има силни упоришта за своите фигури, така да предстои интересна борба. Борба на три резултати практично. По ловец E2, ловец на C7, сега ловецот оди на друга диагонала, топ E1, ловец B6, крал G1. Сега ова исто така една критична позиција, каде што црниот има многу можности, но исто така е многу тешко да се долови вистинскиот пат како треба да се игра. Например, може не потегот дама C7 тука и по крал H1 ловец B7. Значи да речеме така да ги престрои своите фигури. Изборот на Домингес е конј E5, што исто така изгледа прилично привлечно, затоа што по крал H1 конј C6 два пати напаѓа на D4. Но сега Арonijan го игра тој клучен потек, многу важен потек, пред црниот да продолжи со својата акција, тој го игра овој потек B3. Сака да ја сруши низата на црниот на дамското крило, црниот мора C3 и сега ловец зема на B5. Гледате. Го напаѓа коњот, го остава ловецот, но го напаѓа коњот. Сега, како црниот да продолжи? Тој игра ловец D7 покрива. Ако играше топ E1 шах, тогаш ловецот, нападнатиот ловец ќе земе на E5 и по, например, конј D4, ловецот доаѓа на C4. Па по C2, дама D2. Дама D6, да го брани коњот и сега конј 4 со темпо доаѓа, ја напаѓа дамата и понатаму ловецот доаѓа на F2 за да го нападне коњот кој што го брани C2 пешакот, а ако падне C2 пешакот, црната позиција ќе биде загубена. Затоа по ловец B5, значи B3, ловец B5 и сега на ловец D7 Арonijan греши. Тоа е 25-тиот потек, односно потек покасно прво го менува топот правилно, топ зема на E8, ловец зема на E8 и сега тој го игра очигледниот човечки потек, ловец E1. Бега со нападнатиот ловец и при тоа на E1, за да го држи на нишан пешакот на C3. Се разбира дека исклучително тешко беше да се види оваа долга варијанта, сега што ќе ја покажам, каде што има геометрија, но тоа го гледа најдобро само компјутерот. Како оди варијантата? Тоа е, првиот потек е ловец зема на C6, напаѓа патеми на D5, мора ловец C6 и сега потек со два извичника, тоа е потегот ловец зема на C3. Веднаш го зема опасниот пешак, превремено жртва фигура
И по конј C3, прво доаѓа со дамата на C2, каде што има две црни фигури. Значи, ловецот зема на D4 е форсиран потек, сега дама D3, врзување, го напаѓа ловецот. Сега тој ловец може на два начини да се брани со дамата или со коњот. Ако го брани со коњ B5, тогаш коњ E2, уште еднаш напаѓа и по дама D6 зема на D4. Коњ зема на D4, дама зема на D4, дама зема на D4, коњ зема на D4 и на крај топ D1. И повторно црниот го губи тој коњ на D4 заради врзувањето. А доколку на дама D3 брани пологично со дама E5, тогаш овој одличен потек, коњ F5 повтор пат напаѓа не од D2 кој што е биено поле, туку од DF5 го напаѓа ловецот и по коњ E2 топ D1. Ловецот е нападнат 3 пати, а бранет е 2 пати, но варијантата продолжува. Црниот го има овој активен потек, на изглед многу силен и многу опасен, ловец B5. И веројатно дека тука на прв поглед изгледа се страшно само за црниот, но повторно има една исклучително убава геометрија, а тоа е коњ зема на D4. Сега ако земе црниот на D4 се разбира замена и квалитет повеќе, а на ловец D3 сега овој скок. Гледате, тој коњ како од D2 на G3 на F5 на D4 на крај коњ C6 со двоен напад. Прекрасен геометриски мотив. Но се разбира дека тоа беше исклучително тешко да се види. Партијата оди понатаму ловец E1, коњ зема на D4, ловец зема на E8. Сега повторно C2 единствен потек, затоа што, нели, ако земе на крал E8 веднаш на E8, тогаш повторно ловец зема на C3 и на коњ C3 дама E1 шах. И по коњ на E2 да ја покрие линијата, тогаш топ A2. И повторно заради тоа врзување, белиот ја враќа фигурата и станува со материјал повеќе. Значи по C2, единствениот потек, дама D3, крал E8, сега ловец на D2. Дама E5, топ C1. Се разбира, топ E1 би било наивно, заради дама зема на 1 и по ловец E1 црниот вади нова дама, значи топ C1, F5, одличен потек, дама C4, коњ E3, дама C8 шах, крал F7, дама D7 шах, крал G6. Сега ако дојде на F6 кралот, тогаш следи F4. Повторно, гледате на дама F4, коњ H5, има геометрија. Значи крал G6, F4. Тоа е тој клучен потек. Сега не може да земе на F4 со дамата, овој пат заради дама E8 шах и дама E3. Значи мора да дозволи замена на дамите, што е потребно токму на белиот му е потребно. По дама E6, белиот зема на E6, дама зема на E6, коњ зема на E6 и коњ E2. Гледате пешакот на C2 нема да избега, затоа белиот прво си брани на F4, значи не губи темпо, си туку добива коњ G4, G3, коњ C5, B4, го напаѓа коњот и токму дури на коњ D3 го зема тој клучен пешак на C2. Топ C2, коњот G на F2, крал G2, коњ E4, коњ C1. Белиот менува некоја фигура и лесно победува со чист квалитет повеќе. И тоа е последниот потек во оваа исклучително важна од спортски аспект партија, но и необична, но многу интересна, би рекол, партија играна помеѓу Леван Аронијан со бели фигури и Домингес Перес. Верувам дека, почитувани, уживавте во двете предложени партии, двете супер велемајсторски партии на највисоко ниво играна, првата помеѓу американскиот велемајстор Хикару Накамура против одличниот руски велемајстор и искусен велемајстор Александар Гришчук, и втората помеѓу ерменскиот велемајстор Леван Аронијан и кубанскиот, односно американскиот велемајстор Лениер Домингес, играни на шаховскиот Гран При. Тоа би било се за оваа пригода. Вие бевте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Следете на и понатаму на ЕСИ радио, но и на YouTube. А јас искрено ве поздравувам.